Благодарам, председателе, почитувани амбасадори, почитувани членови на Националниот совет, пратеници, представници на медиумите. Прво, да се обидам да ја расчистам дилемата дали опозицијата се вложи во добивањето на позитивен извештај оваа година. На крај на криштата можеби не треба никој од опозицијата да го даде тој одговор, заради тоа што тој одговор го пишува во извештај. Опозицијата се вложи во добивањето на позитивен извештај. Но морам да потенцирам, опозицијата тоа го прави во период кога постои организиран методолошки пристап на власта за прогон на опозицијата. Во период кога премиер на влада на Република Македонија на изборен митинг се фали со број на кривични пријави поднесени против опозицијата. И опозицијата успева да го надмине тој елемент и успева максимално позитивно да се вложи во сите законски постапки кои што се во собранието, да даде свој допринос и да гласа и да ги поддржи сите реформски закони за кои што треба двотретинско мнозинство. Второ, дали европската перспектива ќе заврши во октомври? Не. Не ни требаат патетични изјави, колку и поединечни министри да се разочарани од својот удел и својот продукт во овој процес. Европската перспектива нити почнала со некој од нас, нити ќе заврши со некој од нас. Европската перспектива е темел на создавањето на независна македонска држава. Идејата за создавање на независна македонска држава е паралелна со идејата за Европска Македонија. Програмите на политичките партии кои што беа носечки со идејата да се осамостои Македонија, беа со идејата дека Македонија треба да биде во една обединета Европа, како патека за културно обединување и на Македонија. Почитувани колеги, мораме да расчистиме дека во јуни 2018 владата пласираше лажна вест, дека Македонија добила датум. И тука мислам дека не треба да има никаков отпор од ниту еден колега пратеник, заради тоа што на таквиот пиар пристап на владата минатата година имаше реакции и од сериозни центри во Европската Унија. Но јас не можам да разберам зошто во момент кога имаме апсолутно ист заклучок по содржина и по порака од она што го имавме лани и сега, повторно владата прави истата грешка. Дали има еден човек во Република Македонија, дали е тоа премиерот, министерот за надворешни работи, подпредседателот на владата Османи или било кој што може да гарантира дека Република Македонија во октомври ќе добие препорака? Дали има еден? Вчера го слушнавме министерот Димитров на телевизија дека каже дека не може да гарантира. Но прашувам, дали има некој што може да гарантира? Јас би ви рекол дека Република Македонија во следните неколку месеци има мали шанси, ако вложи напори, да се надева на препорак. Мали шанси. Ако Македонија продолжи внатрешната дебата да ја води врз база на агендата на владиниот пиар, тогаш Македонија нема нити мали шанси да добие препорак. Што заради внатрешни проблеми? Што заради тоа што амбасадорите не сакаат да ни го кажат, но го кажуваат таму кај што треба? Што заради внатрешниот контекст во Европската Унија? Што одлучи Европската Унија пред неколку дена? И дали одлучи со консензус? Да, тоа што го одлучи со консензус. И немаше ниту една држава против за заклучокот да не се даде датум. Но зошто не одлучи позитивно да се даде датум? Онака како што побараа 13 држави членки и онака како што побара Европската комисија. Што е клучното прашање? Зошто Европската Унија не одлучи онака како што побара Европската комисија? И онака како што 13 членки држави побара. Посебно во контекст
на затварање на едно за нас болно национално прашање. Имаше дискусии на токму во оваа сала, почитувани колеги, некој ќе се присети од вас, во првата и во втората фаза на разгледување на уставните амандмани. Еден од поискусните и повозрасни колеги во собранието имаше дискусија со која што бараше каузалност, поврзаност и условување на имплементацијата на Преспанскиот договор со чекорите кои што Република Македонија треба да ги направи кон Европската Унија. Прва фаза, втора фаза, трета фаза, четврта фаза. Тој почитуван колега, повозрасен и поискусен од повеќето од нас, велеше дека финалната фаза на употреба на новото име, во внатрешна употреба, во било каков контекст, треба да биде во момент кога Македонија ќе стане членка на Европската Унија. Почитувани колеги, фрустрацијата на македонските граѓани во овој момент е двојна. Прво, заради тоа што овој процес за нас трае предолго. Ќе потсетам дека во 2005 под водство на премиерот Бучковски, Република Македонија стана кандидат за членство во Европската Унија. Под водство на премиерот Груевски во 2009 го доби првиот позитивен извештај. Овој процес за нас трае предолго. Македонија е најпрепорачувана земја за членство во Европската Унија. Значи, нема друга држава во Европа која што добила толку многу препораки. Но второто ниво на фрустрација во овој момент на македонските граѓани е поврзано со имплементацијата на Преспанскиот договор. Мнозинството од граѓани на Република Македонија не излегоа на референдум. Мнозинството од македонци во Република Македонија не го поддржуваат Преспанскиот договор. Недобивањето на она што владата го ветуваше во референдумската кампања само го зацврстува односот на граѓаните спрема Преспанскиот договор. Затоа фрустрацијата е сериозна и затоа изненадувањето е големо зошто владата не успеа во моментите на преговарање на Преспанскиот договор да направи каузалност со нашите чекори кон Европската Унија. Сега, мои пријатели кои што излегоа на референдум и го поддржуваа целиот тој процес, велат зашто го направивме тоа? Се поставува голема дилема. И доколку Република Македонија, почитувани амбасадори, долго време биде во оваа лимбо ситуација и не добие она што го заслужува, таквата фрустрација ќе биде се поголема и по-сериозна. Затоа мислам дека и Европската Унија има одговорност кон Република Македонија и кон граѓаните на Република Македонија. Не најголема, секако нашата, на политичарите овде, е најголема, најзначајна. Прво да бидеме објективни и реални, за да можеме да направиме заедничка стратегија, а потоа и на нашите партнери во Европската Унија. Дали е добар извештајот? Носечките елементи на извештајот се добри. Дали би се вплеткал во градација кој бил добар, кој бил подобар, кој бил најдобар извештај, како што пред некое време премиерот се обидуваше да ги нивелира работите? Не, нема да се вплеткам во таа работа. Дали има области кои што дипломатски и политички се критикувани во извештајот? Да. Кои се тие области? Тие се областите кои што најмногу ги интересираат граѓаните: земјоделие, економија, администрација посебно и така натака и така натака. Значи, политичкиот пакет е позитивен за Република Македонија, но содржината на она што Република Македонија им го пласира на граѓаните не е позитивна и тука не треба да се лажеме. Дали Македонија во моментов ги исполнува условите да започне преговори со Европската Унија? Да, ги исполни пред 10 години, не во овој момент. И дали Република Македонија, почитувани колеги, во сите сегменти кои што ги покрива извештајот, е подобра од некои држави членки на Европската Унија? Да. Република Македонија во овој момент подобро функционира во сегментите опфатени со извештајот споредено со некои членки на Европската Унија. Дали ова го чувствуваме како неправда? Го чувствуваме. Дали тоа треба да ни создава фрустрации? Не треба да ни создава фрустрации. Дали треба да бидеме патетични? Не треба да бидеме патетични, треба да седнеме, прво да бидеме објективни, да не води владиниот пиар, ти имаат агенда во која што прв приоритет е владата да остане на власт.
Тоа било секогаш така, тоа ќе биде секогаш така. Но дали тоа е основата по која што треба националната стратегија за наше приближување кон ЕУ да ја водиме? Не. Тие треба да бидат сегмент од националната стратегија, но не треба да бидат водечки сегмент. Мене ме плашат некои работи кои што мора да ги споменеме. Најдобро во присуство на двајцата почитувани амбасадори. Во едно прес-релиз од Француското министерство деновиве можеме да прочитаме: проширувањето не може да биде наша единствена алатка за менаџирање на односите со тој регион. Се мисли на Балканскиот регион. И една најнова изјава од почитуваната канцеларка Меркел, која што вели: од моја страна, значи од нејзина страна, јас би сакала да речам дека ние не треба да го избегнуваме терминот привилегирано партнерство со тој регион. Овие изјави треба да ги имаме во предвид кога создаваме надеж кај граѓаните, за да не дојдеме во ситуација граѓаните да се фрустрираат и се повеќе и повеќе да ја напуштаат Република Македонија. Не би ги повторувал состојбите кои што Европската Унија ќе ги има како приоритет повисок во октомври, кои што ги спомна колегата Милошовски, но тие се многу сериозни и треба да ги имаме во предвид. Дали опозицијата беше конструктивна и коректна во овој процес? Спомнав на почетокот, ќе спомнам уште еднаш. Да, во сите процеси на донесување на закони кои што се значајни за реформите во Република Македонија, учествувавме не само со гласање, туку и со десетици предлози за нивно подобрување. Законот за судски совет, другите закони од судската сфера, законот за антикорупцијската комисија, односно општиот закон за антикорупција, пакетот на закони во безбедносната сфера, учествуваме во разговори за законот за јавното обвинителство и така натака. И ќе повторам, во момент, почитувани амбасадори, кога премиерот на Република Македонија на изборен митинг се фали со бројот на кривични пријави поднесени против опозицијата. Колкав и да е притисокот од владата и од контролираните институции под владата, опозицијата ќе остане посветена на европскиот пат. Дали има забелешки и мани во работата на македонскиот парламент? Да, има. Оваа година дупло е поголем бројот на закони донесени по скратена постапка од закони донесени во редовна постапка. Тоа е нешто. Да. 34 се донесени по скратена постапка, а 17 се донесени по редовна постапка. Врз база на извештај од службите во Собранието на Република Македонија. Друга работа која што мораме да имаме во предвид е состојбата во соседна Албанија. Соседна Албанија минува низ сериозен политички турбулентен период, кој што навидум за жал изгледа дека ќе е попроблематичен од оној низ кој што ние поминавме пред 4-5 години. Дека нешто можеме како соседна држава да помогнеме, не верувам. Можеме да им пожелиме што побрзо да ги исцрпат негативните искуства од Република Македонија и да не минат низ она низ кое што ние миневме, што побрзо да седнат и што пократко да им трае тој веројатно нов пржински процес низ кој што ќе морат да поминат, но мораме да бидеме објективни. Колку повеќе ескалира состојбата во соседна Албанија, шансите за стабилизација на овој регион и добивање на некаква прецизна перспектива ќе бидат сериозно нарушени. Што од тука натаму, почитувани колеги? Не треба да ја плашиме Европа дека ако нема датум ќе се изгуби мнозинството во собрание. Тоа се случува во сите европски држави. Не треба да ја плашиме Европа дека ако нема датум ќе има дестабилизација на државата, заради тоа што таквата дестабилизација би значила дека не ги исполнуваме стандардите. Не треба да ја плашиме Европа дека ќе падне владата ако нема датум, заради тоа што ако владата падне, значи нема легитимитет и мора да оди низ еден нормален демократски процес на re-election и на потврда на легитимитетот. Треба заедно да направиме национална стратегија што понатаму и како понатаму со конструктивен приод и од опозицијата и од владата и да прекинеме
оваа тема да ја користиме за политички пиар, посебно водечка насока во дискусијата за европската перспектива да престане да биде давана од владиниот пиар. Оваа тема е општо национална тема и оваа тема треба да биде доминантно на македонскиот парламент. Владата треба да ги спроведува насоките кои што ќе ги добива од овој дом. Благодарам.